Добро утро и од мене го следите најновото издание. Петок е денеска, времето така, но верувам дека со атмосферата во студио, но и со моите денешни гости, кои што се навистина интересна комбинација. Имате еден одличен ден, барем почетокот на денот ќе пробаме да го направиме да биде онака весел и позитивен. Знам дека е хаотично кога е вакво времето, но затоа ако сте на работа може да не следите онлайн, а ако сте подома може буквално да си уживате од омилената фотелја или па каучот од другата страна. Денеска заедно со мене многу се радам што имаме еден навистина многу убав семеен пример би рекол, кога татко и ќерка се во заеднички музички води. Да видиме што значи да се оди по стапките на тато, но и каква е одговорноста истовремено. Денеска заедно со мене се Лазар Наумов и Елена Наумови. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна телевизија. Како сте, добри ли сте? Патувавте од Сабајле? Да. Знам дека и полиција ве застана, контрола рутинска, се окей, така? Се окей. Се вози по прописи? Да. Добро е, добро е. За прв пат сте, кај мене верувам дека ќе имаме една супер дружба и супер комуникација. Не знам сега од кого да почнам. Обично викаат дамите имаат предност. Нормално, дамите. Овој случај и помладите. Елена, морам да те прашам, кога беше детенце, замислуваш ли дека еден ден ќе бидеш на иста сцена со твојот татко, односно дека твојот татко, освен татко, ќе ти биде и колега истовремено? Па искрено се надевав дека ќе соработувам со татко ми и имав многу голема желба уште како мала да направиме нешто заедно, но сепак треба време да порасне човек, да созре и конечно тоа кога дојде. Ти си задоена со музиката, нели? Да, растев со музика и навистина мислам дека тоа е нешто најдобро што може дете да расте со музика, со позитивна енергија. Така. А што ќе каже тато на ова? Обично музичарите, вака повеќе гости кои што ни биле, викаат па ако сака може и со музика, ама не би сакале затоа што е многу тешко да се занимаваш со музика. Како беше твојот став за Елена со оглед на тоа дека виде дека нели ги има сите оние потребни моменти за да биде еден одличен пејач? Да. Па јас бидејќи и двете деца ми се во музичките води, само што поголемата заврши средна школа и се омажи и срекнал, сега со зето живеат во Германија. Поздрав до нив и до внучињата, до Дарија и до Лука. Воопшто не сум се мешал во нивниот избор. Дали музика, дали било што ќе се определат. Тоа беше чисто лична нивна желба и тоа ми е посебно задоволство што на некој начин имам наследник. Така, тоа е најважно. Лазар, инаку луѓето пред се те препознаваат нели по Бумбари бенд. Тоа е бендот кој што го основате заедно со твојот брат. Па од 93-та година постои Бумбари бенд, така да уште 2 години, 35 годишнина. Јубилејки има ли некој концерт? Планираме да направиме. Планирате да направите. Тоа е сериозна бројка на музицирање. Предпоставам дека некако ги фати сите оние етапи во музичките води и веројатно може да направиш една споредба како било, како е сега. Со оглед на тоа дека Елена како ќерка продолжува од новата генерација на музичари, полесно или потешко е денес да се биде пејач? Денес е многу полесно да се биде пејач и музичар воопшто, бидејќи ги имат сите потребни ресурси за имат интернет, имат, значи, од каде да црпат. Извори имат. Еден куп извори. Ние на времето ги немавме тие бенефиции, така што беше сведено да најдеме некоја касета, да слушнеме некоја песна, да позајмеме. Сега се е достапно на интернет и текстови, музика, песни. Така да имат многу повеќе достапност. Достапност, а сега заинтересираноста е
друго нешто. Сега од другата страна, Елена, како поновата генерација на музичари, со оглед на се што е достапно, истовремено па има толку многу наплив од сите страни на буквално секојдневно има по некој кој што излегува со одредена песни така натаму. Дали тоа прави поголема конкуренција или па истовремено ќе се издвои со текот на квалитетот? Па, се зависи до квалитет. Тоа е моje мислење и секој се издвојува на свој посебен начин. Секој носи своја слика на дали како изгледа, во кој жарм на музика е, така да има повише предели на кој што може да... Мислам дека не е толку голема... За секого има место. За секого има место. Да. Може така некако да се речеме. Да. Одлично. Да се загрееме малку повеќе, ќе имаме 60 секунди. Поентата на оваа игра е со прст да покажете на кого се однесува ова прашање, од типот кој повеќе сака да пие кафе. Ако сум јас, сака другиот е другиот. Значи нема објаснување, нема зборување, покажуваме само со прст. Може ли? Може. Ова нека биде еден интересен пантомима дуел на татко и ќерка. Режија, дали имаме 60 секунди? Ајде. Кој од вас двајца мисли дека е поголема звезда дома? Кој е поголема звезда па на сцена? Кој има поголема трема пред настап? Тука сте усогласени. Ако треба да се надпреварувате во караоке, кој би победил? Кој од вас полесно освојува публика? Ова договорени ли сте? Кој повеќе штеди од заработка? Тато, кој побрзо се лути ако нешто тргне наопаку на сцена? Кој е поголем перфекционист? Добро, може да се каже. Кој од вас има подобра смисла за хумор зад сцената? Кој има поголема дисциплина кога станува збор за кариера? Кој има поголеми шанси да заборави текст среде настап и да се прави дека така требало? Браво! Ова беше многу забавно. Ова беше многу забавно. Сега може да се освежите со кафенце од нашите пријатели Бимил, новото Неда кафе. Мислам дека заслуживте после оваа игра. Сега стварно ме интересира дали доцневте дека ве застана полиција или се договаравте дека така ќе ми одговарате и двајцата. Навистина, да. Ова беше стварно интересно. Едниот вика едниот, другиот вика другиот. Сега некако тешко се усогласивме, само кога за штедењето се усогласивме. Да. Па, мислам дека тој е поголем... Не знам, некако секогаш не може толку да ми даде некој критика како што можам самото на себе да си дадам. Мислам дека секогаш може нешто подобро да се одработи и затоа сум најголем самокритичар. Така, предпоставувам. За работа. Да, меѓутоа и да се стане самокритичар, веројатно треба да си доволно свесен за... Тоа е доблест. Нели? Да. Да не биде дека ги прави секојаш најдобри работите. Секој за жал ја нема таа доблест, да биде самокритичен. Так. Тоа е една од доблестите што по моје мислење секој треба да има. Така, предпоставам дека ова има многу врска и со домашното воспитување. Сега ти тука настрана од улогата на музичар, како татко веројатно и така некако од малечка имате учено, Елена, за како треба, нели, како треба да се биде самокритичен. Нормално. Нормално. Не само самокритичар, туку и на тоа како се однесуваш. Јас претежно имам трема, така, мислев порано дека е поради камерите. И уствари не е затоа што сум пред камера или пред телевизија, туку тоа како народот ќе ме доживее, ќе створи слика за мене и исто така пред секој што ме гледа пред малите екрани и тоа дека моите родители со години
се труделе да не овозможат да бидеме да излеземе на правиот пат. Така. И имаш она одговорност. Одговорност. Да, ти помина ли тоа? Уште ли го размислуваш? Еве сега си на интервју. Па Уште сега го размислувам. Да, го размислуваш Да. тоа. Да. Добро, тоа е веројатно нормално. Тоа е одговорност, јас би кажал, нели? Не сакаш Носиме многу поголема тежина од тоа што мислиме дека го носиме, затоа што има многу јавни личности што мислат дека се излегува пред телевизија и можеме се да кажеме што и да помислиме. Јас баш го мислам спротивното, затоа што не се покажуваме само самите себе, туку и носиме улога на тоа како сме воспитани, на кој начин ќе се изразуваме, ќе изгледаме и така натаму. така. Лазар, виртуоз на хармоника? Хармоника и клавиатура. Хармоника и клавиатура. А ова виртуоз? Па, Некако многу скромно. нека го кажат другите нека го Другите кажат. така кажуваат, затоа и се изразив. Интересно е што дали она награда за млади хармоникаши, втора награда која што имаш добиено години назад, ти беше некако доволен мотив и поттик за да продолжиш многу посериозно со музиката. Ова е пред Бумбари да се формира, така? Многу пред Многу беше- Бумбари да се формира. Беше многу млад. Тоа е, да, на 9 годишна возраст. И Каде беше например од вака се останате ли се во тие? Штип. Во Штип беше на преворот и убави спомени, убави дружби и секако поттик за нормална награда ти дава поголема сатисфакција да продолжиш со поголемо, побрзо темпо и нормално со поголема желба, поголема љубов. Додеш понатаму. Задоволен ли си од тоа што успеа да направи Бумбари бенд во овие скоро 35 години? Па, види, ако гледаме општо земено, значи можеше многу повеќе да се направи, но сепак сум задоволен. До сега имаме 2 албума извадено, третиот кај да е треба да излезе, се надеваме за јубилеот да излезе и тој. И турнеи Австралија имаме 5 пати одено кај нашинците таму и низ Европа. Така да задоволен сум, да. Кога би имале можност, не само ние, многу од музичарите вака, да има повеќе промоција на македонската музика, да има повеќе да се промовира македонската музика, значи многу повеќе би можело да се направи, бидејќи ретки се вакви емисии што промовираат македонска музика, пред се дали народна, дали забавна. Сведоци сме на тоа дека нашите деца, младите генерации се помалку слушаат македонска музика и жално е тоа, треба да се стварно да се размисли во врска со тоа. Така. Во кој правец одиме? Не ви Елена од на другата генерација, а ти си задојна ли со македонската музика, со оглед на тоа дека пред се пееш забавни песни, ќе споменеме и за Макфест, би се вратила или народното би се изразувала и во двата правци или некако повеќе да влече поп музиката? Па, јас обожавам да експериментирам со дали ќе поп или народната музика, секако не може да се избега од нашата лична карта, народната македонска песна. Едноставно сакам да има за сечи вкус, за секоја возраст, и за повозрастните, и за помладите, така да немам некој
правец што го терам, сакам за секој по нешто Да има. да има. Само нека помине песната со која што настапи на Макфест, ќе го видиме и настапот за тоа како изгледаше на сцената. Што значи за тебе да се биде на оваа сцена како еден млад артист и дали имаше трема од татко ти, например, бидејќи тој многу години наназад е на сцена? Предходната година ми беше трети пат од како настапувам на Макфест и навистина ми беше чест и задоволство што баш на 40-то издание имав прилика да настапам со Само нека помине, текст Ристо Самарџиев, аранжманот е на Давор Јордановски и тогаш немав толку трема од татко ми колку што имав од Ристо Самарџиев затоа што и тој е легенда од човек и навистина таква песна, таков текст се чувствува тежината што треба да Ја има ден на песна. да. И тежината на тоа што каква улога имаш ти како да ја пренесеш таа песна. Така. Кој совет ти го даде Ристо? Со оглед на неговото навистина огромно искуство на многу хитови, долги години музицирање. Да бидам своја. Што и така беше, со помош на не сакав нешто да биде пренајбаш и песната, и сценскиот настап, и изгледот беше за таа сцена, за тоа 40-то издание. Им благодарам многу на Елена Лука кој што се погрижи за мојот изглед. Навистина се беше како што треба за таа песна таа тежина да се изнесе и да се пренесе и пораката и песната. Така. Лазар, кој има поголема трема кога Елена е на сцена? Мене тоа ме интересира. Ти предпоставувам како изгледа тоа во твоите очи? Тоа секогаш ми се случува и со моите ученици исто кога настапуваат. Мислам дека јас повеќе имам трема од нив. Така што очекувањата од публиката мислам дека кај мене паѓаат на мој грб. Од каде доаѓа таа трема? Дали може би чувството дека ти си менторот на некој начин? Да. Па, дефинитивно. Дефинитивно е тоа. А исто ли е да се пренесува своето знаење на свој дете и на другите деца, на учениците? Која е разликата тука? Па, нема некоја голема разлика. Деца, тие се чисти души, треба, значи, да искрен пристап, искрено да се работи со нив и голема одговорност. Пред се голема одговорност е и големо задоволство да се работи со деца. Предпоставувам. Елена, многу ме интересира дали понекогаш можеби ти пречи што можеби на прва нема да си Елена, туку ке керката на Лазар Бумбаре. Не ми представува. Или па тоа ти е задоволство, ама па и одговорност исто време. И време. одговорност и задоволство, затоа што јас одсекогаш сум сакала да го имам тој успех. Кога сум го гледала татко ми, како помала, сум го гледала со успех. Значи, сум сакала да го достигнам тој успех, Она што тој го правил во кариерата, да. некако да стигнеш и ти таму. Да. Како беше во тоа време? Го гледаше на телевизија или па често те земаше на нивните настапи? Често на нивните настапи. И сум ги гледала со полни очи среќа, така, да пораснам, да можам да работам со нив и тоа и така и биде. Така, од мала ли тоа им го кажуваше? Да. Значи, од мала се знаеше дека ќе тргне по стапките на музиката? И уште од мала сакав да имам песна со татко ми, песна за татко и за керка. Тоа беше жалбата, така што и оваа песна и автобиографска. Заедно што ја испеавме. Дуетот година по година. Така. Исто дело на Ристо Самарџиев. Наша приказна. Да.
Ваша лична автобиографска Автобиографска приказна. Да, колку е лесно или па колку е тешко истовремено, зависи како го перцепираме, да се пренесе дел од својата личност, од семејната вредност во песна и да се сподели со сите оние кои што ќе ја слушнат. Па мислам дека сите ќе се пронајдат затоа што тоа не е само наша приказна. Секој има доживеано каде што ќерката се одвојува од фамилијата без разлика дали тоа ќе со стапување на брак или во странство. Во вашиот случај со двете работи. Да. Стапување во брак за странство. Една птица замина, друга крила за патар ширила. Да. Баш, предпоставам дека без разлика што сега некако се е блиско, нели, со летови со сето тоа, но веројатно не достига сестрата, нели, да биде тука. Исто така и внучиња. Не достигат цела фамилија. Да, да. Се занимава и таа со музика или? Па веќе не, сега е домаќинка со дечињата, мајка на две деца и така. Ајде, па може во иднина и тројцата една заедничка песна. Да. Зошто да не? Зошто да не? Ќе биде тоа добро. Како се случи година по година? Да дојде природно или баш имавте иницијатива да направите една песна која што ќе во отслика вас? Елена имаше желба да направиме еден дует и така ни дојде идеја. И кога разговаравме со Ристо што да биде темата, јас му кажав вака, големата ќерка ми е во странство, на малото очите и се некај западо, и викам сега, ти мислиш што ќе пишуваш. Оставам на тебе. И така се случи оваа песна. Испано. А зошто на кај западот, сега морам да потпрашам? Па, не само таа, на многу млади наши деца, значи, за жал, очите и се на кај западот. Има желба за заминување од Македонија? Па, сум размислувала на тоа, затоа што кај нас многу помалку добиваме поддршка, него ли како да чекаш да сгреши човек за да не се радуваме на доброто, многу значење придаваме на негативните работи, мислам. Си имала вакво искуство? Па не, јас вака во текот на моето школување, да, сега откако еве година по година се случи и само нека помине, до сега не сум имала некои негативни коментари од страна на публиката, и се разбира не сум ни дозволила да се деси такво нешто. Пробувам на најдобар може начин да се представам и менталитетот некако знае на моменти да ти пречи тука, оно што го рече од 10 убави работи едно нешто што не чини, па сите ние се фаќаме за тоа. Да, мислам дека има многу наши млади таленти што баш јас ги пратам тие работи каде што вадат нови песни и кога така ќе погледнам на социјалните мрежи, баш не може да не се примети дека се дават повише простор за лоши коментари, а добрите не се толку коментираат и не и се придава на значење. Пример, некоја млада девојка извадила нова песна, помалку позитивна. Или зела награда. Или зела награда, да. Тука, како велат психолозите, зависта, личното незадоволство и тоа како се Не, и самата поддршка од државата за млади таленти, за надарени деца, без разлика дали со музика, дали математика, дали спорт, дали било што, немаат никаква поддршка од државата. Никаква, ама баш никаква поддршка. Елена имаше многу интернационални
меѓународни награди има земено додека беше, нели, основец и средношколец. Едно од тие во Канада зеде прво место во учество околу 300 деца од цел свет. Во Америка зеде второ место на фестивал во учество од околу 300 и нешто деца, пак од цел свет. Никаква поддршка од Министерство за образование. Бевме поднели и за, например, и за стипендија нешто, бидејќи за такви ученици. Скрос одлична, ништо. Молк од другата страна. И така се роди идејата за некаде на страна, но гледам тоа баш да не ме спречи за да творам и да работам овде. Така. Верувам дека ќе има се повеќе мотивација и дека државата ќе ги забележува ваквите таленти. Многу ви благодарам за денешното гостување. Ние имаме муабет до утре да си правиме. На крај да не заборавам за вас како наши драги гости. Имаме одлично изненадување од нашите пријатели Бимилк. Тоа е новото Нера кафе за совршен почеток на денот. Јас вака ќе ви го дадам на трајцата. Многу е практично пакувањето, достапно во 5 различни вкусови: капучино, макиато, стронг, ајс кафе и бадемово кафе. Јас си го избрав бадемово, бидејќи обожавам такво. Таман ќе си имате сега и за попат. За попат. Ете така, и да се гледаме за убави работи. И се надевам дека овој завршетоков на емисијата, она што го кажавме за неподдршката, ќе се менува со текот на годините. Се надевам, искрено. Ете така. Ви благодариме на... Благодарам. Фала ви. За крај ќе одиме со нивна музика, се разбира. Уживајте. Имајте убав викенд. Следната недела се дружите со Јелена. Се надам дека јас не ви досадив, но тука сме и се гледаме за многу наскоро. Чао, чао.